И кичевчани се активни во многу сфери од живењето. Па така ова утро Бране, мојот колега оттаму, не информира за изложбата на Урош Велјковиќ, да го проследиме разговорот. Почитувани гледачи, денес имам особена чест и задоволство да ви го представам ликовниот уметник Урош Велјковиќ од Скопје, а поводот е неговата поставена изложба со наслов Piece of Cake во изложбениот салон во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево. Господине Велјковиќ, честитки за изложбата и еве на почеток сакам да ве запрашам што всушност представува оваа изложба која што денес беше посетена од кичевчани. Фала многу за посетеност од ваша страна и за ова интервју, за телевизијата и за сите што дојдоа. Вака, Piece of Cake ми е еден проект со години кој ми трае. Почнав да ги собирам танјирчиња после родендени и забави, било што, прослави. Оние хартиени танјирчиња од торта веќе умачкани од торта. И почнав да ги собирам така, интересни ми се гледа како некој цртеж абстрактен. И почнав да пронаѓам форми од нив и да цртам по нешто. Тоа пред неколку години, тоа пред 4 години почна. Можда така, 4-5 години. Има тука што се од 2013 некои цртежи, така да веќе 3 години стари. Ми дое да собирам секој ден по еден цртеж, 365 дена, таква прва идеја имав. 365 цртежа да направам. Првата изложба така им беше, као славење на цела година, као славење на годините, како поминуваат. И баш тоа е прослава на родендени, од тоа јадеме. И цртежи гледав, од нив доправав нешто експресивно, нешто абстрактно и интересно изгледаш. И кога ќе се урами во рамка, многу интересно ми изгледа, тоа што самите танјирчиња имаат таква рамка, интересна као барокна да ја речеме, или неокласицизам некој, баш таква рамка. И тоа така ми почна идејата. Дали ова е прва ваква изложба во Кичево или можеби претходно ги имавте овие творби изложено и во други градови? Во Кичево не сум имал никогаш изложба ни на групна, ни на самостојна, а посебно не оваа, затоа што оваа ни во Скопје не ја изложив, туку само на групна изложба во Скопје ми беше неколку дела од овие. Самостојно не. Самостојно имам изложено само во Виена пред 2 години, 2014 година, во една галерија во Виена, Америкон. Траеше тогаш, не знам, 2 недели во Виена изложбата. И тоа ми е прв пат и сега ми е втор пат отварање во Кичево. После ова иде во Прилеп во јули. Ја превземаат од тука и во Скопје до година мислам да ќе отворам. Така, може ли да проговориме околу вашиот досегашен опус на творби, колку изложби досега и самостојни, можеби групни со некои други автори? И уште едно прашање, кој стил на уметник сте вие, значи што преферирате да изложувате, дали можеби секогаш се потпирате на одредена тема, на одреден стил на цртање? Па тема не, до стил да. Ми се движи околу некој абстрактен експресионизам, цртањето и сликањето и графиките. Порано работевме што малце по-реалистично, но како поминуваат години веќе некако не ме држи место, немам нерва за цртање прецизно. Сакам малце да истурам од себе, без скица, без размислување многу, него само истурање, акционо истурање на платно или на било што, или на цртеж. Работам, не знам, неколку циклуса имам во животов направено во 15 години творештво. Од слики, графики, па еве се овие цртежи и така. Сум имал околу 10 самостојни, оваа мислам дека ми е 10-та самостојна изложба. Да, јубилејна и не знам 40-50 групни по цел свет. Мислам, пишува во каталогот на многу места, во Кина, во Америка, во Израел, во Чешка, така. И што да очекуваме од ликовното ателје на Урош Велјковиќ за оваа година, еве да речеме, дали нешто можеби летово ќе не изненадите со некоја нова изложба? Не. Ова изложба ќе прошета само до Прилеп. Со татком имам ретроспективна изложба, он 45 години, јас 15 години, на слики и графики во Кавадарци другиот петок. И мислам дека за оваа година ќе бидат доста самостојни изложби, може да уште по некоја групна ќе учествувам. И тоа е тоа за оваа година, затоа што неќе премногу знаете, да не бидам премногу експониран медиумски, малце и тоа не е толку добро кога ќе претераш со експонирање. Така да малце ќе се повлечам, ќе поработам на нов циклус, па не знам, за некоја година со некоја нова тема и претпоставувам слики, затоа што сакам малце на големи слики да сликам.
Ви посакувам многу успехи и благодарам што денеска го разубавивте Кичево со вашата изложба. Фала многу, фала и на градот Кичево и на Домот за култура, за сите инволвирани и за вас како телевизија и публиката тука. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние остануваме тука да ја следиме изложбата Piece of Cake на Урош Велјковиќ, а вие останете понатаму со нашата програма.